700 жени од цела Македонија вчера под ороовиот лад во дворот на манастирот Свети Ѓорѓија во Радовишката Ороовица по 13 пати организираа традиционалната манифестација Етно вешта жена. Банички кифли, баклави и кулачи беа само дел од продажните штандови на вештите жени. Тие со символични цени ги продаваа нивните јадења, а парите беа наменети токму за манастирот Свети Ѓорѓија. Значи, сите средства што ќе се соберат денеска се донираат на црквата Свети Ѓорѓија како помош од вешта жена. Ова е прекрасно. Ова мислам дава инспирација за и сам да дојдеш ја видиш ова убавина. Со тоа заклучивме дека Македонија имаме ептен убави овој манастир со многу убава природа. Акцијата коментарна ќе биде за манастирот Свети Ѓорѓија и на помош дека е и дуовден на сите здравје Господа му дава. Првата жена во организацијата веле дека со етно вешта жена се заокружува целогодишниот труд на жените. Никогаш наши жени сигурно не би одвоиле време, па можда и немале представа дека близу Радовиш на 5 километри се наоѓа Ореовица и манастирот Свети Ѓорѓија. Ги откриваме убавините и љубовта према Македонија на еден малку посуптилен начин. Од година етно вешта жена ќе се организира во некој од скопските манастири. Скопјанките кои вчера беа на манифестацијата имаа среќата паричката да се падне токму во нив. На тој начин се утврдува каде ќе биде следната етно вешта жена. И оваа година сум многу среќна што падна во Скопје паричката. Накнадно со моите жени од Скопје ќе се договориме во кој манастир ќе биде етно вешта жена. На вчерашната манифестација покрај стотиците вешти жени беа присутни голем број граѓани од Радовиш, Ороовица и други населени места. Истата беше збогатена со песни и ора.